во продолжение ќе зборуваме за една исклучително важна тема, односно канализационата мрежа, која што важи за исклучително важен систем за едно функционирање за самото функционирање на еден град. Ќе говориме за канализационата мрежа во Скопје, во каква состојба и како да се задржи самата добра состојба, односно како да се грижиме правилно за истата. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин, господин Борче Георгиевски од Водовод и канализација. Да му посакаме добро утро. Добро утро. Ви благодарам што ни излеговте во пресред да говориме за една особено важна тема, канализационата мрежа во Скопје. На самиот почеток ќе прашам колку е стара и во каква состојба е моментално? Канализационата мрежа во Скопје е многу стара. Нашето предпријатие постои од 908 година. Значи може да замислите од кога постои предпријатието и од кога постоја, да речеме, водоводната и канализационата мрежа, нормално не во ваков обем. Канализационата мрежа постојано се обновува, односно се додава нова, како се шири градот, како се градат објекти, така се изведуваат и нови канализациони линии. Да речеме во ваков обем е секако после војната, нели, таму 50-тите, 60-тите години, така да е многу стара канализационата мрежа, но ние ја одржуваме да биде, нели, функционална, да биде во кондиција и секако рековме се додава нова, тоа градот, општините вршат, нели, изведба и ја обновуваат инфраструктурата, меѓу другото и канализационата мрежа. Канализационна мрежа имаме моментално во градот околу 1100 километри должни, 1100 километри должни канализационна мрежа, која што ние ја одржуваме. Каква е моменталната состојба? Како што и самите гледате, односно тоа се чувствува, нели, и се гледа од состојбата, односно од нештата кои што се случуваат со барањата на граѓаните, нели, за запушување и така натаму. Ние до сега сме задоволни од она како функционираме, затоа што проблеми секојаш има, но тоа се мали проблеми, големи проблеми не сме имале и состојбата е, да речеме, соодветна на потребите. Нормално дека може да има подобрување, може да има изведба и на нова, секако треба и пожелно е обновување, односно проширување на, да речеме, на фито, на некои канализациони линии, кои што, нели, се, да речеме, некоја си цевка која што е, да речеме, 300, например, па на тој потек се градат поголем број на згради, значи зголемува обемот на корисници кои што, нели, испуштаат отпадни води и треба проширување, односно зголемување на фито на тие цевки. Тоа се работи на секаде, тоа се предвидува со деталните урбанистички планови и така натаму. Бидејќи напоминавте дека секогаш има мали проблеми, ќе прашам за одржувањето на канализационата мрежа, но од страна на нас, граѓаните, како да ја одржуваме во правилна состојба, односно да не дојде до тоа запушување кое што го напоминавте. Одржувањето го правиме ние, како јавно предпријатие Водовод и канализација, а граѓаните треба да бидат едуцирани и канализационата мрежа, односно канализационата линија да ја користат исклучиво за она за кое што е создадена. Значи во канализационата мрежа, во канализационата линија не смее ништо да се фрла, нели, затоа што таа е создадена за да ги одведува отпадните води, значи урбаните отпадни води, зборувам за фекалната канализација, нели, за фекалните води од купатилата, од кујните и така натаму. Атмосферската е создадена, нели, за одведување на водите атмосферски. Одржувањето го правиме ние, а граѓаните треба да внимаваат и апсолутно ништо да не фрлаат во канализационата мрежа, затоа постојат корпи за отпадоци, така е насекаде во светот, дури веројатно сте приметиле, например, по било кои објекти кои што се јавни објекти, секаде си стои надпис, нели, како начин на едукација да не се фрла ништо во WC шолјата. За оваа тема сме говориле многу пати во утринската емисија за самото одржување на таа мрежа. Сме говореле, нели, како совесно да се однесуваат нашите граѓани. Потука ќе прашам дали сметате дека ваквото јавно говорење ја подигнува јавната свест кај граѓаните и има некоја промена во однос на оваа тема? Ние секако сме задоволни од подобрувањето на целата оваа ситуација. Точно е дека многу пати сме разговарале на оваа тема, многу пати го повторуваме истото, дури за некого можеби е достапно, меѓутоа секогаш се некои нови, да речеме, гледачи го гледаат ова и нашата замолница секако е она што го
кажав претходно, апсолутно ништо да не се фрла во канализационата мрежа. Тоа рековме, неколку пати сме кажали дека од невнимание, можно е во самите купатела од некои предмети кои што нели може да паднат во WC шолјата не сакајки, се случува запушување веднаш, колку да знаете, уште затоа што самата WC шолја си има сифон кој што се вика и таму не може да помине се и она што ќе падне таму може да заглави и да си има проблем граѓанинот кој што нели си е негово тоа и потоа не викаат за отпушување и така натаму, сето тоа кошта пари, непријатност, нели? Тоа е малку непријатна ситуација кога ќе се запуши фекална канализација, непријатно за секој дом. Затоа треба да се внимава, но се случувало и тоа сме го споменале дека надвор во канализационите шахти, онаму каде што можеби не баш во урбаните средини, односно баш на оние места низ центарот на градот, туку во периферијата се случува да во самите канализациони шахти ги отвараат и фрлаат се и сешто. Затоа што едноставно имаат некое ѓубре кое што го одложуваат во самите шахти. Тоа е веќе катастрофално и може да ни го попречи нели работењето, односно протокот на канализационата отпадна вода низ самиот колектор. Пред самиот крај би сакала кратко да напоменам и за новите простории на водовод и канализација во Ѓорче Петров. Од каква корист ќе бидат тие простории за граѓаните? Па видите, ние водиме грижа нели за граѓаните, оние кои што на пример едноставно не можат онлайн да плаќаат или не можат да одат на пример не знам во банка или некаде. И се имаме на неколку локации такви пунктови каде што се врши наплата. Тоа е сепак од потребите, нели од нашата анализа дека на тој потек граѓаните им е потребно да има пункт за наплата затоа што ќе им биде олеснување, нели се правиме молба за тој потек што е конкретно за Ѓорче Петров, Ново село, Новоселски пат таму и тој дел можеби Волково од другата страна Стара и така натаму. Тие има олеснување да дојдат до таму, да не доаѓаат до центарот или тука во нашиот објект да плаќаат или пак во банка некој нели гужвите избегнуваат, така да нас ни беше анализата ни покажа дека има потреба од тоа и затоа е тој пункт ќе биде нели во функција. Ви благодарам многу за одвоеното време утрино. Ви благодарам и вам за поканата и за можноста да на некој начин упатиме апел и едукација до граѓаните, значи апсолутно ништо да не фрлаат во канализационата мрежа затоа што сето тоа ни се враќа како бумеранг и нив и нам и така натаму.